Жители од Валандовско, Јосифово и Горно Маала ги расчистуваа огромните наноси од песок и чакал од патот кој ги поврзува овие две села. Последните врнежи од дожд повторно го активираа повеќегодишниот проблем. Нефункционирање на одводниот канал за прифаќање на атмосферските води и нивно насочување кон реката Вардар, заради што се поплавуваат атарите на овие две села. Значи водата доваѓа од Горна Мала од дождовна река. Значи ова спаѓа по тие дождовни реки кои што на секоја заврнување на дожд се дешава истиот проблем. Има проблем што горе се скинани некои од каскади, се направени, меѓутоа од неодржување до сега се они разрушени. Реката доваѓа со многу голем нанос. Стариот канал да се чисти. Да може да се чисти. И тука, ако веќе трајно проблем да го решат, од тука имаше бандерата што, но таму имаше дрвен мост. И надолу има оставено ги каскади, сите работи. Од општина Валандово информира дека е изработен проект за регулација на водите од Горна Мала до Јосифово, но како мала општина нема доволно средства сами да го реализираат, заради што ќе бараат поддршка од државата. Не ја исклучуваат можноста за овој проблем и да се задолжат. Работивме комплетно техничката документација на тој проект, кој што изнесува некаде вредноста е некаде над 1.000.000 евра. Оваа година, доколку не успееме и нема слух и државата, бидејќи се работи за голем проблем тука во овој дел на државата, да го решиме заедно, тогаш ние како локална самоуправа ќе ги искористиме, односно ќе отидеме на планот Б и ќе се задолжиме, едноставно тој проблем мораме да го решиме, бидејќи таму живее голем дел од нашето население во нашата општина, се работи за доста фреквентен дел од нашата општина. Паралелно општинските власти заедно со јавното предпријатие Државни патишти изработуваат и проект за регулација на Калковска река, која при обилни дождови предизвикува поплави, но и го блокира патниот правец Удово-Струмица.